Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание го посветуваме на третиот саем за вработување, практиканство и стипендии, организиран од Техничкиот факултет во Битола, кој се одржа минатата недела на 2 април. Направивме голем број разговори со учесниците, со студентите, со гостите, па преку нив ќе ви ја доловиме атмосферата. Третиот саем за вработување, практиканство и стипендии на Техничкиот факултет во Битола беше својвиден мост за поврзување на компаниите од регионот со студентите, идни инженери и средношколците, идни студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Над 25 компании ја презентираа својата дејност, а студентите лично се представуваа пред потенцијалните работодавачи, ги изнесуваа своите идеи и очекувања како нивни практиканти и можни вработени. Секако, тука беа и средношколците од Битола и регионот. На саемот присутен беше и ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски, кој не го криеше задоволството од бројноста како на студентите, така и на компаниите кои ја презентираа својата дејност. Еве што рече тој во изјавата за медиумите. Како што можете да видите, врие како во Кошница има преку 20 фирми, инженерски фирми од регионот, огромен број на студенти и средношколци. Ова се јасни факти дека штом доаѓаат толку многу фирми од овој регион, скоро сите приватни, значи во Техничкиот факултет гледаат партнер, гледаат институција од каде што можат да регрутираат кадар. Присуството на толку голем број студенти кажува дека студентите се итекако заинтересирани уште во текот на студирањето да стапат во контакт со потенцијалните работодавачи и веднаш потоа се вработат. А посебно ме радува присуството на средношколци, бидејќи кажува дека кај голем број млади жители на овој регион, наши идни колеги, ја гледаат својата иднина на Техничкиот факултет, што го потврдува квалитетот на факултетот и на универзитетот во целина. Дека соработката на универзитетот со бизнис заедницата е неминовност, потврди деканот на Техничкиот факултет, професор доктор Митко Костов, кој меѓу другото истакна дека еден од клучните приоритети на факултетот е усогласување на студиските програми со актуелните потреби на стопанството. Вие пренесуваме и неговата изјава. Овој настан веќе премина во традиција и наша цел е да се унапредува истиот секоја година. Од саемот имаат корист и компаниите, и факултетот, и студентите, и средношколците. Секако, компаниите имаат можност да го представат своето портфолио, делокруг на активности и на работа, можностите кои што ги нудат на студентите и учениците како идни инженери, а факултетот пак од друга страна произведува кадри кои што ќе бидат во можност да ги воведат новите технологии, дали живееме во ново време, во нови технологии, вештачка интелигенција и така натаму, да ги воведат новите технологии во смисла на пооптимизирано производство, на поефикасно производство, намален трошок, намалено време и сега поквалитетен производ. Меѓутоа, Технички факултет како една јавна институција има одговорност не само за трансфер на знаење, туку исто така и
и да ги усогласи своите студиски програми според потребите на стопанството и пазарот на трудот, и токму тоа и го правиме. А бенефит имаат секако и студентите и средношколците кои што можеби ја имаат или се уште немаат дооформено својата слика за нивниот иден академски ангажман, така да има тука прилика од прва рака непосредно со компаниите, со работодавците да се запознаат во однос на она што тие го нудат во смисла на вработување, на практиканство, на стипендии и така натаму. А секако сработката е од големо значење и за нас да имаме на некој начин фидбек, повратна врска, за и самите ние да се подобриме и да искористиме што можности ги имаме во смисла на донирање на лабораториска опрема, на стипендии. Можеме ние на технички факултет да се пофалиме дека имаме голем број на стипендии од приватните компании, посебно енергетските компании, Евана, Мирсо, ЕСАМА, и исто така и од други компании, и тоа не е за занемарување по 10.000 денари месечно 4 години во текот на студирањето. Каков е интересот за запишување на технички факултет? Морам да кажам дека последната година имавме зголемен интерес за запишување на технички факултет, а во бројки тоа значи некаде 30% поголем број запишани бруцоши во однос на претходната година, и тоа во услови кога бројот на матуранти на ниво на држава е намален за 5%. Имаме позитивно искуство и во делот на практиканска работа, и во делот на стипендии, а исто така и во делот на вработување, и радува фактот што компаниите кои што биле и изминатите години и сега се појавуваат на овој саем, и исто така имаме и нови компании кои што самите пројавија интерес, и баш е овој многу добар настан, бидејќи досега некои од компаниите само иницијативно доаѓа и бара да ги презентираат своите компании, значи свој делокруг на активности, а вака ова е момент во кој што може да се искомбинира и презентација преку штандови, исто така имаме и предвидено презентација, значи стандардна презентација преку видеобим на компаниите и со работилници кои што и онака досега ги практикува компаниите да ги прават во одредени денови. Благодарам и вас. Сега ќе одиме со музика, а потоа и разговорите што ги водевме со дел од представниците на компаниите присутни на сајмот за вработување, практиканство и стипендии на техничкиот факултет, со студентите и средношколците. Останете со нас на 90,8 МHz. Ги криеш сите твои тајни, сепак знај, и тие имаат свој почеток и крај. И денот има сонце и месечина, само стравот нема добра причина. Само љубав, љубав нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај, дај ми, дај, во зима да е пролет, добро да сме. Дај, дај ми, дај, сонце од твоите очи, што мракот ке го згасне. Твои тајни сепак знај, сите радости се најстрекни во мај, и ноќта темна бара своја светлина, ко што минатото ни крои и нина. Само љубов, љубов нарно нека е, него мисли денот ке биде добро се. На сите стравови твои ке им дојде крај, кога срцето е храбро, верувај. Дај, дај ми, дај, ти дај ми само љубов, дај ми надеж, дај, дај ми, дај, да летам како птица од твојот топол махнеш. Дај, дај ми, дај, во
И како што рековме, следуваат разговорите што ги водевме со дел од представниците на компаниите присутни на сајмот за вработување, практиканство и стипендии на Техничкиот факултет. Ке ни се представите на почеток? Здраво, јас сум Виган Адеми, раководител на група брендирање и регрутација при Евана Македонија. Значи денес учествувавме во сајмот за вработување, каде што можевме да се запознаеме со идните наши таленти, кои ги запознавме со можностите што ги нудиме, со дуалното образование, со можноста за пракса, стипендирање, па дури понатаму и трајно вработување кај нас. Значи голем беше одзивот на посетители, ги охрабруваме младите исто така се повеќе и повеќе да може да ги следат овие трендови на пазарот на трудот и да можат во најдобро светло да се некако да се интегрираат во бизнис светот. Ева на Македонија редовен партнер директор на Техничкиот факултет Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, секоја година давате стипендии за најдобрите. Да. Значи имаме воспоставени критериуми кои се јавно достапни и можат студентите од втора година да ги видат доколку ги исполнуваат тие услови, може слободно да аплицираат, при тоа следи процес на асесмент и каде што можат нормално да се интегрираат понатака после стипендија и со можности за вработување. Она што секако им го нудите во текот на стипендирањето и практичната работа? Да, тоа е обврзувачка, значи практиканството е обврзувачки елемент во договорот за стипендија, така да одблиску студентите може да се запознават со оперативната работа, тоа што го учат и во пракса како тоа изгледа. Имате ли можеби податок колку од вашите стипендисти станали ваши вработени? Па скоро сите се дел од нашите структури, мислам во различни сектори, во различни одели и каде што можат да придонесат секојдневно во нашиот бизнис, исто така да ја задржат како најважна алка во енергетскиот систем, нели дистрибуцијата, пренос и така понатаму. Ви благодарам многу. Со свој штанд на овој сајм на Техничкиот факултет и Симпекс Битола разговараме со Дона Петрова, поранешна студентка на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но и председател поранеше на Универзитетското студентско собрание. Дона, здраво. Здраво, Сонја. Многу ми е драго што сега од една друга перспектива го правим овој разговор. Порано навистина имавме многу поразлични теми, а сега и малце од професионална страна. Веќе кажав, Симпекс со свој штанд на сајмот и како вработена во оваа фирма. Така, јас сум вработена во Симпекс, веќе година и половина. Работам како правник и во делот на човечки ресурси. Денес сме тука да се представиме со свој штанд, да кажеме што поконкретно работиме. Значи, работиме голема продажба на земјоделска градежна механизација, различен алат, за домакинство, одредени производи така натаму. Нашата компанија доста се шири во последно време. Имаме продажен центар во Битола, имаме во Скопје, сега веќе имаме Србија, Босна, Црна Гора, се шириме иначе понатаму. Така да се почесто ни треба нов кадар, квалитетен кадар, освен нели продажбата, каде што ни требат комерција, ни требат луѓе во продажниот центар, ни требат сервисери, ни требат монтери и така натаму. Тука сме значи да представиме тоа што го работиме и да видиме кој од младите луѓе би се вклопил во тоа што ние го нудиме и би сакал понатаму, значи да го продолжи својот професионален тек. Дали тоа би било пракса, дали би било вработување, тоа што во моментот би имале ние како компанија потреба, во тоа би можеле да ми излеземе во пресрет на овие млади луѓе, дали студенти, значи дали некои кои што нели са го завршуваат својот процес на студирање, меѓутоа на тој начин да речам да направиме еден убав пресек. Во секој случај е одлична можност да ја продлабочите соработката со Техничкиот факултет и секако Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Да, секако нашата компанија постои веќе 35 години, ова година имавме јубилеј, така да како една од постарите компании во нашата држава, а исто така нели и вториот најголем универзитет во нашата држава, соработката датира од многу подамна и од секогаш сме имале соработка со универзитетот на различни начини, така да секогаш да речам сме расположени да соработуваме и на вакви сајми, на било што УКЛО ќе го понуди, а ние можеме нели да учествуваме. Дона, благодарам за разговор. И благодарам и вам.
Ќе ни се представите на почеток? Дарко Спасеновски од 24 инага Доел Битола, фирма за транспортно планирање, проектирање, ревизија, надзор, изведба од областа на сообраќајот. За прв пат оваа фирма учествува на сајмот на техничкиот факултет или? Да, годинава сме прв пат тука на сајмот. Имавме доста заинтересираност од студентите од одсек сообраќај посебно. Студентите се во принцип заинтересирани за пракса. Нашите услуги исто можат да ги видат и на нашата веб страна www.24inag.mk. Рековте студентите претежно од сообраќајниот одсек заинтересирани со она што тука можат да го добијат венствено за пракса. Така, заинтересирани се за практичниот дел фактички со активностите кои што ги извршуваме, меѓутоа сите студенти бараат да бидат некој во Битола, некој во Скопје, исто така имаме подружница и во Скопје, па се надеваме на нивно доаѓање во нашите простори, ги очекуваме. Што ќе подразбира праксата кај вас? Праксата подразбира канцелариска работа пред се, нудење на нашите услуги према клиентите од областа на планирање, проектирање, ревизија. Надзорот опфаќа и теренски активности, контрола на сигнализација исто така вршиме. Тоа е услугите кои што ги нудиме. Сепак одлична можност практикантите да го видат сето тоа на дело што се дели и понатаму при вработување да го искористат како нешто што го знаат. Така. Секој студент е добре дојден, кој да дојде, ние се трудиме, нашата визија и цел е да оствариме што подобри и што побезбедни патишта, се трудиме во таа насока и се надеваме дека за студентите ќе привлечеме внимание. Ви благодарам за разговорот. Благодарам. Свој штанд на сајмот и КС групација Битола разговараме со Марија Бошевска. Марија, каков интересот од младите, од студентите, од средношколците за она што вие го нудите? Здраво! Ние како КС групација изненадени сме од посетеноста на студентите и на средношколците. Ние ја представивме нашата програма за стипендирање, која што веќе трета година активно ја спроведуваме. Имаме 6 активни стипендисти, од кои едната беше тука со нас на штандот. Ги охрабруваме сите студенти и средношколци, значи да ја посетат страната ksgroup.mk, да го разгледаат конкурсот, да ги видат условите и критериумите и да аплицираат за нашата програма за стипендирање. Да, како сте задоволни досега од одзивот на младите за стипендирање кај вас? Има заинтересираност. Нормално тие кои им одговараат условите кои ги прифаќаат, значи се заинтересирани, дополнително им ги објаснуваме, доаѓаат, ги посетуваат нашите канцелари и продолжуваме да соработуваме со подпишување заеднички договор за стипендирање. Ивана Атанасовска веќе стипендист на КС групација. Која година поред или сега? Ова е прва година кај што земам стипендијата. Добро, како се реши да конкурираш за стипендија? Огласо го видов на страницата на факултетот и нудат вистина убави услови, искрено е уба понуда. Од кој факултет само не? Од техничкиот, да. Добро. И се пријавив, разговарав со Марија и ми се допадна атмосферата за работа и одлучив да ја прифатам понудата. Како стипендист имаш обврска и практична работа да изведуваш таму? Да, во текот на летото ќе биде практичната работа, се уште неам одевна. Но очекуваш да имаш огромна подршка од менторите во секој случај. Добро, твојата препорака до твоите колеги? Па да го видат огласот, да отворат на страницата и да се потрудат вистина да аплицираат и да го постигнат успехот што треба, затоа што е убава понуда и за работа и за напредување. И благодарам за разговорот. И тебе, Марија. Фала ви, истигаш. Одиме сега повторно со музика, а потоа и останатите разговори што ги правевме на сајмот за вработување, практиканство и стипендии на Техничкиот факултет во Битола. Hasta el amanecer.
почувствувам среќа, немам јас веќе време за плачење. Колку жешко може дај, се топев пред тебе ко да сум ја шеќе, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ќе помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам, магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам, и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема, нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене, еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помно мислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам, магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам, и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ве подсетувам, вие следите програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, емисијата за Универзитетот отворено. Продолжуваме со емитување на разговорите што ги водевме со представници од компаниите присутни на третиот сајм за вработување, практиканство и стипендии, што се одржа минатата недела на Техничкиот факултет во Битола. Микросам веќе редовно на сајмот за вработување на Техничкиот факултет во Битола. И ни се представите? Да, јас сум Христо Казанџиски, специјалист за човечки ресурси од компанијата Микросам. Секоја година сме присутни на овој сајм за вработување, организирано од страна на Техничкиот факултет од Универзитетот Климент Охридски. Што се им нудите на студентите, но и на средношколците? На студентите му нудиме неограничени можности за пракси за вработување, за тие што не се од прилеп нормално му обезбедуваме превоз, смештај, ручек, а за сето останато има соодветна обува која што од основни познавања стесува до вистински експерти кои што се ги произведуваат машините кои што ги продаваме. Колку се заинтересирани младите да доаѓаат кај вас? Било тоа е така? Има голем интерес на младите за доаѓање кај нас и за пракси за вработување. Некои што мислат дека не се доволно стручни аплицираат за пракса, но некои што имаат поголема самодоверба и знаење аплицираат директно за вработување и голем дел се и вработени кај нас. Да, рековте дека организирате и обуки? Организираме обуки за сите вработени под менторство на нашите вработени, врз база на тоа какви знаења има секој кандидат што аплицира, се прави посебна менторска програма која што ја приспособуваме и го учиме она што е најсоодветно за него. Што ќе им препорачате на младите? На средношколците да се запишат на некој од техничките факултети, а на студентите да аплицираат за пракса кај нас или за вработување. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам и вас. Анита Шјакова, представник на маркетинг секторот на СН групацијата.
Ваквите сајми за кариера се одлична можност за поврзување на бизнис секторот со студентите. За СН Сообраќајен центар во Битола се особено атрактивни техничките профили и сметаме дека ова е одлична можност и за нас да најдеме кадри кои што потенцијално во иднина би го вложиле својот професионален капацитет во нашата групација, но исто така ова е одлична можност за студентите да се информираат за можностите за пракса и секако за вработување, што е за нив многу важно. Имате одлична соработка, бидете со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и во изминатите години. Да, редовно соработуваме со универзитетот и имаме практикански програми каде што на редовна основа доаѓаат различни профили од Битолскиот универзитет, како што кажав, кај нас се особено атрактивни техничките профили во СН Сообраќајниот центар, меѓутоа и во другите компании во СН групацијата ни требаат секако профили кои што се важни од економски аспект, од правен аспект, така да ги поттикнуваме сите млади на универзитетот да се обратат до нас, да видат кои се можностите за пракса и можностите за вработување. Благодарам. Ке ни се представите и вие? Јас сум Емилијан, работам во Микродел. Микродел е германска фирма лоцирана во Берлин што служи за digital signage, односно за пренесување на информации преку дисплеј. И сега имаше заинтересирани за вашиот штанд? Да, имаше заинтересирани. Младите се доста позаинтересирани отколку повозрастните. Повеќе разбираат ова технологија во секој случај. Што е она што им го нудите? Значи, ние работиме со Digital Signage, ние ги правиме дисплеите и софтверот за дисплеите. Значи, ова е боксот, пример, значи, ова е наш бокс со наш софтвер внатре. И практично тој Digital Signage нудиме со висока светлина, нудиме outdoor, нудиме indoor дисплеј, имаме вакви тотеми, движечки со тркала тотеми, не движечки. И практично технологијата тоа е многу битен дел од целата работа, дека нашите дисплеи во однос на други дисплеи се значи залепени за зидот, што значи дека нема да бери прашина. Исто така нашите дисплеи се и антиванд. Значи не се кршат. Не се кршат. За вработување евентуално? За вработување, мислам, најпотребно ни е графички дизајнер. Спремен и добар графички дизајнер за да може да го дизајнира контентот на дисплеите што се прикажува. Имаше заинтересирани за ова што вие го нудите и како можност можеби кај вас да извршуваат некаква практична работа, обука да добијат? Заинтересираност за технологијата имаше многу заинтересирани студенти, најпоке за овај тотемот со Artificial Intelligence. Што значи то? Ние значи направивме Artificial Intelligence програма. Во овој момент таа е програмирана за Дубај, заради тоа што бевме на сајм во Дубај во јуни, од тогаш ние то. Практично сакаме да го замениме то луѓето кога легват во хотелот, наместо да ги прашват рецепционерите да ги замарат, да речеме, и да губат време, едноставно ќе одат пред тотемот, ќе му постават прашање за местото, кај што се кај да прочитам, што е најпознато такви работи, и ќе му одговори. Значи, она што доколку се заинтересирани да дојдат кај вас да работат, е одлично познавање на... Кај нас има поке области, да речем, во ова работа, освен дизајнот, што е, значи, има и електроника, има и некои механички работи, да речем, поке области опфаќа работа. Морет, ви благодарам за разговорот, не ми се представивте само... Стефан сум, јас Стефан Поповски од Микродел. Ви благодарам. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш,
Кажеш да ме сакаш, а сакаш љубов моја. Ништо не ми даваш, само сакаш да сум твоја. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам, како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам, да побегнам. И немам каде јас да побегнам, бум бум бум, бум бум бум. И немам каде јас да побегнам, бум 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 бумеранг, бум бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам, како бум бумеранг, бум бумеранг. И немам каде јас да побегнам. Студентите во присуство на проректорката за студентски работи професор доктор Јасмина Буневска-Талевска го оценија саемот за вработување, практиканство и стипенди на Техничкиот факултет како извонредна можност за воспоставување контакти со компаниите, стекнување информации за актуелните барања на пазарот на трудот и креирање основа за нивната идна кариера. Во продолжение ви ги нудиме и разговорите што ги водевме со нив. На почеток слушнете го Борис Гушевски, студент на Техничкиот факултет, кој своето лично искуство го сподели со нас. Овој саем за нас студентите е од голема важност, затоа што е еден од најефикасните начини според мене на кој што можеме ние студентите, односно единиците како нашиот факултет да се врзиме со реалниот сектор. Тоа би го започнал од лично искуство. Преку овој саем јас се запознав со дел од компаниите и на тој начин станав стипендист на компанијата Ева на Македонија. Со на овој саем ние како студенти се поврзуваме со реалниот сектор, како што напоменав, и ние се запознаваме со компаниите и веќе за одреден период стигаме до наша реална работа. Ова ми е трета година како стипендист на компанијата Еван и сум прилично задоволен, па се надевам и на вработување во истата компанија. А сега да поразговараме и со дел од студентите присутни на овој саем. Нормално саемот е претежно и првенствено организиран за нив, за студентите. Поголема група девојки, студентки на Техничкиот факултет во Битола. Ќе ни се представите? Јас сум Марија. Михаила. Марија. Ивонов. Две Мари. Добро. Кажете ми што се имавте можност да видите тук? Па, видовме фирми од различен карактер, кои што нудат пракса за сите студенти. Ние сме конкретно од графичкиот одсек на Техничкиот факултет и дојдовме се запознаеме со некои фирми, компании кои што во нашиот одел нудат пракса. И ни дадоа дел презентации што се занимава нивната компанија. За стипендии, има ли фирми што нудат стипендии за вашата струка, графичен? Има, да, бевме и во Гентер, има за дигитален маркетинг, тоа многу ни се интересира. Аплициравме за тука, па да видиме што е како е. Имаше во фирмата Simpex и таму истото го имаше. Добро, како гледате на ваквите настани? Едукативни се добро, може да се најди за вработување место за стипендија, да се научи нешто ново. Најпрашав која година сте? Четврта, значи сега сте при крај. Да, такса за работа, сега да многу ни интересира тоа. Вашите планови за понатаму? Најверојатно ќе бараме нешто првин пракса, на лето после да се вработиме, да се надеваме дека ќе се вработиме таму. Останувате дома, мислам тука, Македонија, или? Се надеваме, ако најдеме работа, остануваме. Дома си е дома? Дома си е дома, да. И пак фамилија, родни, пријатели. Тука најпрво. Така? Најпрво бараме тука, па ќе видиме. Ви благодарам на разговорот и ви посакувам успешно да го завршите вашето високо образование. Благодарам.
Ќе ни се представите на почеток? Јас сум Добрила Ристевска, работам како индустријски инженер во Гентрм. Гентрм е фабрика која што се наоѓа во Алинци Прилеп и е веќе 10 години кај нас. Јас работам таму 8 години како индустријски инженер. Имам завршено графичко инженерство на техничкиот факултет во Битол. Добро, убава можност да се видите и со професорите ваши поранешни, но и со ваши колеги, студенти кои што сега се на графичкиот одсек. Еве имав можност да поразговарам со студентки од токму тој одсек, кажуваат дека добиле одлични впечатоци и добри информации за она што им го нудите во Гентрм. Да, имаме ние цело време имаме потреба за вработување. Тука кога дојдов баш ми беше навраќање на детството и на убавите данови, студентските данови кои што ги имав тука во Битола, иначе сум од Крушево. А секако Гентрм има секогаш потреба за вработување, имаме нови производни линии, сега веќе автоматизирани линии кои што ќе имаме потреба од многу стручен кадар, така што ги охрабрувам сите млади луѓе да се пријават и да гледат напред во иднината. Она што младите ги интересира се условите за стипендирање, може би или за практикантска работа, обука, го нудите и тоа? Ние во лето имаме апликација за како практика, за исто така може да види стипендирање ако има интерес кај младите луѓе. Што ќе им порачате на младите? Да учат и да се гледат напред во животот. Благодарам за разговор. Фала ви. Саемот на Техничкиот факултет наменет за студентите, но исто така и за средношколците. Разговараме со две средношколки од Прилеп. Ке ни се представите? Здраво, јас сум Изабела Стојков од Индустријско училиште во Прилеп и учам графички дизајн 4-та година. Здраво, јас сум Тамара Джановјановиќ од Ристо Иричко во Прилеп и учам индустријска мекатроника. Е сега, што имавте можност да видите на сајмот, што најповеќе ви го привлече вниманието? Па имаше различни компании во соработка со факултетот, промоција на други факултети во Битола и ми се допадна тоа што имаше полно комуникација измеѓу компаниите и нудеа секакви информации. Јас лично зборував за графичката струка во факултетот, која што соработува со различни компании како печатници и студија. Искрено мене ми се бенди затоа што има многу различни работи што можевме да видиме, многу различни компании, исто и многу работи што може да научиме од истите компании. Која година сте, не ве прашав? 4-та. Значи треба да размислувате каде понатаму. Каде ќе биде вашиот избор? Па и ова еве ми е избор, ми се допадна мене и самото училиште. Многу е слично на индустријско во Прилеп и така. Може би техничко? Може би за графички инженер. Да? Исто така, исто само за мехатроника. Се надевам дека ќе ве гледаме од година како студенти бруцоши на Техничкиот факултет. Да, ви благодарам. Благодарам. Во рамки на саемот, Кредо центарот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола имаше значајна улога во представувањето на студиските програми и од другите единици на универзитетот, како и на можностите што ги нуди Алијансата Колорс, чија членка е УКЛО. Ова платформа предизвика особен интерес кај средношколците, кои имаа можност да се информираат за академските и кариерните перспективи што ги нуди универзитетот како дел од оваа меѓународна универзитетска мрежа. Проследете го разговорот што го водевме на штандот на УКЛО. И Универзитетот Свети Климент Охридски Битола со свој штанд на саемот за практиканство, вработување и стипендии на Техничкиот факултет. Разговараме со доктор Гоце Марковски. Колега Марковски, видов дека штандот беше одлично посетен од сите присутни, претежно од средношколци би рекла. Точно така, ви благодарам Сонја на посетата, ви благодарам за вашите убава најава. Тоа наша ни е и целта да се презентираме добро, да го презентираме сето она што како универзитет го нудиме, а и нормално она што ние како Центар за кариера, алумни до животно учење го нудиме за студентите, тоа е неформалното образование, односно буките за меки вештини. Убаво забележавте дека штандот би се доста посетен од страна на младите, посебно средношколците кои пројавија голем интерес за студирање на нашиот универзитет, а нормално и за сето она што ние како центар го нудиме,
тука се стипендиите, практиканската работа и како што претходно напоменав и обуките за меки вештини. Ќе го искористам вашето присуство денеска тука да подсетиме дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола беше учесник и на саемот за образование кој што се одржа во Скопје. Точно така, значи после пауза од неколку години веќе во Скопје повторно почнува да се одржува саемот за образование и кариера, кој ова година се одржа во Сити Мол во Скопје на 15-16 март, каде што ние како универзитет бевме присутни, исто како и овде, и таму се представивме со целокупната наша програма, имаше доста заинтересирани и на сите заинтересирани го понудивме сето она што како универзитет го нудиме, посебно студиските програми за кои се привлекува доста внимание, морам да бидам искрен, кај младата популација. Штандот беше посетен и од Министерката за образование, Весна Јанева. Точно така, имавме таа чест да биде штандот посетен и од Министерката, кој го изрази незиното задоволство од нашето учество на саемот и кој изрази благодарност за сето она што ние како универзитет го работиме и нормално она што е најново кај на сега на универзитетот што го работиме, тоа е Colors мрежата, во која сме мрежени со 8 други универзитети од Европа, која што на студентите нуди многу можности, а се разбира и за кратко време и двојна диплома, односно странска диплома. И како што велиме на слоганот, студирайте наука, добите странска диплома. Благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако.
Одржувањето на третиот саем за вработување, практиканство и стипендии на Техничкиот факултет во Битола уште еднаш ја потенцира клучната улога на соработката меѓу високообразовните институции и индустријата во процесот на создавање и развој на високо квалификуван кадар. Настанот ја потврди стратешката определба и на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и на Техничкиот факултет како негова респектабилна единица за интензивирање на поврзаноста со компаниите, обезбедување практични искуства за студентите и создавање услови за нивно полесно вработување, со што се зајакнува улогата на универзитетот во регионалниот и националниот развој. Со ова, почитувани слушатели, го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Ви благодариме што и денеска бевте заедно со нас и секако останете понатаму на 90,8 МГц. Укло ФМ Битола, април 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk